Многу често, низ секојдневието слушаме за болки во колената, и тоа претежно кај повозрасните лица. Некои луѓе неретко можеме да ги слушнеме како може да го предвидат времето според нивните болки, но колку тие се хронични, разговаравме со специјалистот за ортопедија и травматологија Александар Киров, со што за ваквата ситуација истакна дека ова заболување е дегенеративно, со кое доаѓа до трошење на раскавичната структура на самиот зглоб. Проблемите со колената тоа се у категоријата кај постарата популација, у категоријата на хронични дегенеративни заболувања, кај што доаѓа до трошење на самата раскавична структура и приближување на коските во самиот зглоб една до друга и доаѓа до еден процес така наречен артроза на самиот колк. Друго карактеристично, кај што може да дојде до прерана артроза, е несоодветно третирани претходно споменатите диагнози генуа вара, тоест О нози, или генуа валга, тоест X нози, каде што имаме несоодветна статика на самите колена, каде што се врши притисок коска до коска, тоест Несоодветното оптеретување на раскавицата доведува до процес наречен дегенерација, а овој процес станува забрзан, дури уште од помалата возраст, вели Киров, и истакна дека доколку оваа дисплазија не се соодветно третира додека детето е мало, може да се дојде до артроза во повозрасната возраст и со тоа доведува до ставање на вештачки колк. На несоодветен начин доаѓа до несоодветно оптеретување на самата раскавица и тој сам процес на дегенерација станува забрзан и евидентен у помладата возраст. Исто друго карактеристично, преска што спомнавме за колковите на децата или таа вродена дисплазија или развојна дисплазија на самиот колк. Ако не се третира лесно додека детето е мало, тоест бебе, кој што третманот е многу едноставен со поставување така наречени павликови ременчиња, у подминатата возраст доаѓа до претходно спомнатата артроза на овој случај на самиот колк, при што на крајот завршува со вметнување на вештачки колкови или тотални протези на колкот. Раната диагностика и лекување се клучни за спречување на болката и отстранување на причините, а редовната физичка активност, здравата исхрана, контролата на телесната тежина, вежбата за истегнување и одржување на подвижноста се препорачуваат во превенција на дегенеративни промени во коските и зглобови.